Евангелие според Јован, 8 поглавје. И секој си отиде во својот дом, а Исус отиде на Маслиновата гора. И на разденување повторно дојде во храмот, и сиот народ доаѓаше кај него. А тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа кај него една жена фатена во прелюба и откако ја поставија на средина му рекоа: Учителе, оваа жена е фатена во самото дело на прелюба. Мојсеј во законот ни заповеда таквите со камења да ги убиваме. Ти што велиш на тоа? А ова го рекоа со намера да го искушаат и да најдат причина да го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува по земјата. И бидејќи тие настојчиво го прашуваа, тој се исправи и им рече: Кој од вас е без грев, нека прв фрли камен врз неа. И пак се наведна и пишуваше со прстот по земјата. А тие кога го слушнаа тоа, еден по еден од постарите до последните, се разотидоа, а Исус остана сам со жената која беше на средина. И кога се исправи, Исус ја рече: Жено, каде се оние кои те осудуваа? Никој ли не те осуди? Таа одговори: Никој, Господи. Исус ја рече: И јас не те осудувам. Оди си и од сега немој веќе да грешиш. Тогаш Исус пак им проговори и рече: Јас сум светлината на светот. Кој оди по мене нема да оди во темнина, туку ќе има светлина во животот. И затоа фарисеите му рекоа: Ти сведочиш сам за себе и твоето сведоштво не е вистинско. Исус им одговори и рече: Макар и да сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинско, зашто знам од каде сум дошол и каде одам, а вие не знаете од каде сум дошол и каде одам. Вие судите по тело, а јас не судам на никого. Иако судам, мојот суд е вистински, бидејќи не сум сам, туку сме јас и мојот татко, кој ме прати. Зашто и во вашиот закон е напишано дека сведоштвото на двајца луѓе е веродостојно. Јас сум кој сведочам за себе, и таткото кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекоа: Каде е твојот татко? Исус им одговори: Ниту мене ме познавате, ниту мојот татко. Ако ме познававте мене, ќе го познававте и мојот татко. Овие зборови ги кажа во ризницата кога поучуваше во храмот и никој не го фати, зашто неговиот час уште не беше дошол. Исус пак им рече: Јас си одам и вие ќе ме барате и ќе умрете во својот грев, а каде одам јас, вие не можете да дојдете. Затоа јудејците рекоа: Да не сака овој да се самоубие кога рече: Каде што одам јас, вие не можете да дојдете? Исус им рече: Вие сте од долу, а јас сум од горе. Вие сте од овој свет, а јас не сум од овој свет. Затоа ви реков: ќе умрете во своите гревови, ако не поверувате дека јас сум. Ќе умрете во своите гревови. Тогаш го прашаа: Кој си ти? Исус им рече: Почетокот, како што ви зборувам. Многу работи имам за вас да зборувам и судам, но тој кој ме прати е вистинит и она што го слушнав од него, тоа му го зборувам на светот. Но тие не разбраа дека им зборува за таткото. На ова Исус им рече: Кога ќе го подигнете човечкиот син, тогаш ќе познаете дека јас сум и дека од себе ништо не правам, но како што мојот татко ме научи, така зборувам. И тој кој ме прати е со мене и не ме остава сам, зашто секогаш ја вршам неговата волја. Кога го зборуваше тоа, многу луѓе поверуваа во него. Тогаш Исус им рече на оние јудици кои поверуваа во него: Ако вие останете во моето учење, ќе бидете мои вистински ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Тие му одговорија: Ние сме потомство на Авраам и никогаш не сме биле робови на некого, а како ти велиш ќе бидете слободни? Вистина, вистина ви велам, секој што прави грев, роб му е на гревот, а робот не останува вечно во домот, а синот останува вечно. И ако синот ве ослободи, ќе бидете на вистина слободни. Знам дека сте потомство на Авраам, а ете,
сакате да ме убиете, зашто моето учење нема место во вас. Јас ви го кажувам тоа што сум го видел кај мојот татко, а исто и вие го правите тоа што сте го слушнали од вашиот татко. Тие му одговорија и рекоа: Наш татко е Авраам. Исус им рече: Да бевте деца Авраамови, ќе ги вршевте делата на Авраам. А ете, сега сакате да ме убиете, мене човекот кој ви ја кажа вистината, што ја слушнав од Бог. Авраам така не правеше. Вие ги исполнувате делата на вашиот татко. А тие му рекоа: Ние не сме блуден изрод, имаме еден татко, Бог. А Исус им рече: Ако Бог беше ваш татко, вие ќе ме сакавте мене, зашто јас излегов и дојдов од Бог, зашто не дојдов само од себе, туку тој ме прати. Зошто не го разбирате мојот говор? Затоа што не можете да го слушате моето учење. Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на вашиот татко. Тој е човекубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто во него нема вистина. И кога зборува лага, зборува од само себе, зашто е лажец и татко на лагата. А бидејќи јас вие кажав вистината, мене не ми верувате. Кој од вас ќе ме обвини за грев? Но ако ја зборувам вистината, зошто не ми верувате? Кој е од Бог, тој ги слуша Божите зборови, а вие не ги слушате, затоа што не сте од Бог. Јудејците му одговорија на тоа и рекоа: Зар не сме во право кога велиме дека ти си самарјанец и дека има демон во тебе? Исус им одговори: Нема демон во мене, туку јас го почитувам својот татко, а вие ме срамотите. Но јас не ја барам својата слава. Има еден кој бара и суди. Вистина, вистина ви велам, ако некој го зачува моето учење, нема никош да ја види смртта. Јудејците му рекоа: Сега знаеме дека имаш демонски дух. Авраам умре, исто и пророците, а ти велиш: ако некој го зачува моето учење, нема да ја види смртта. Зар си ти поголем од нашиот татко Авраам кој умре и пророците умреа? За кого се сметаш ти? Исус им одговори на тоа: Ако се славам самиот себе, мојата слава не вреди ништо. Мојот татко ме слави мене, за кого вие велите дека е ваш Бог. Вие не го познавате, а јас го познавам. И ако кажам дека не го познавам, ќе бидам лажливец како вас, но јас го познавам и го чувам неговиот збор. Вашиот татко Авраам со радост копнееше да го види мојот ден. Го виде и се зарадува. Јудејците му рекоа: Уште немаш ни 50 години, а и Авраам ли го виде? Исус им рече: Вистина, вистина ви велам, уште пред да се роди Авраам, јас сум. Тогаш зедоа камења за да ги фрлат врз него. Но Исус се сокри и излезе од храмот и минувајќи меѓу нив, си отиде.